Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Полицијата поднесе кривична пријава против 53 годишен маж од Гостиварско кој се сомничи дека убил жена, а нејзиното тело потоа го закопал во дупка. Осомничениот бил забележан на безбедносни камери како последниот кој имал контакт со жртвата. Во истрагата полицијата ја привела и неговата сопруга која во полициска станица признала дека нејзиниот сопруг со пиштол ја убил 53 годишната жена од Гостиварското село Рамен, а телото го закопал. Таа и ја одвела полицијата до импровизираниот гроб од каде што било откопано телото на жената. Информацијата ја потврди и обвинителството, од каде велат дека надлежен обвинител издал наредба врз телото да се изврши обдукција. Жената била пријавена за исчезнат уште во вторникот од страна на нејзиниот син, кој пак тврди дека на безбедносните камери го забележал и осомничениот кој неколку дена претходно влегол и пребарувал во неговата куќа, при што одзел и одредена сума на пари од неговата соба. МВР се сомнева дека осомничениот ја принудил жртвата да влезе во неговиот автомобил пошто ја убил. Надлежните работат на целосно расчистување на овој случај. А финансиската полиција утрово привела едно лице кое го сомничи за финансиски проневери во општата болница во Прилеп. Според информациите, лицето се сомничи за финансиски малверзации тешки над 15 милиони денари. Од финансиската полиција во писмено соопштение информираат дека осомничениот кој работел како благајник во болницата во повеќе наврати дел од наплатените и примени парични средства од шалтерите на болницата наплатени од пациентите по основ на партиципација и приватни здравствени услуги не ги уплатил на банкарската сметка на болницата и истите противправно ги присвоил за себе, со што инкасирал над 15 милиони денари во период од 2 години. По насоки на основното јавно обвинителство од Прилеп во текот на утринските часови од страна на службени лица на Управата за финансиска полиција, пријавеното лице е лишено од слобода и истото е изведено пред судија на претходна постапка при Основниот суд во Прилеп, информира финансиската полиција. Министерството за внатрешни работи и официјално го одложува стартот на примената на системот Безбеден град како начин за контрола на сообраќајот. Од полицијата потврдуваат дека системот ќе стартува од 1 февруари и тоа истовремено во Скопје, Тетово, Куманово и долж коридорите 8 и 10. Системот Безбеден град од почетокот на месецов почна да функционира во Скопје во тест фаза. На првиот ден од неговата примена беа регистрирани повеќе од 100.000 прекршоци, главно за возење со брзина поголема од дозволената. Од МВР најавија дека во овој период ќе вршат корекции во системот оному каде што ќе бидат детектирани проблеми. Од полицијата веќе најавија и дека системот ќе биде подесен на тој начин што веќе нема да ги регистрира прекршоците кои ќе бидат со 1 км на час над дозволената брзина. Од стартот на примената веќе може да се забележи дека барем во Скопје ограничувањата на брзината во сообраќајот даваат резултати и тој се одвива барем малку безбедно. Комисијата за заштита на конкуренцијата истражува можно незаконско здружување на повеќе од 40 автошколи, сомневајќи се дека меѓу себе тие ги договарале цените за полагање за возачка дозвола. При увидот се констатирани индиции кои упатуваат на можност за усогласено однесување на автошколите, картел при формирањето на цените за обука на кандидатите за возачи, што представува потенцијално прекршување на Законот за заштита на конкуренцијата, се наведува во соопштението од Комисијата за заштита на конкуренцијата. Од таму велат дека работат на дополнително прибирање на докази, пошто најавуваат и соодветни казни. А од политиката утрово почнуваме со новата така наречена бомба од СДСМ. Партијата утрово објави информации дека Српската Алта банка, која ја превзема Стопанска банка Битола, претходно била одбиена во обид да превземе банка во Австрија. Според СДСМ, влезот на оваа банка бил доказ дека главниот банкар на Вучич станал банкар и на Мицкоски. Антикорупцијскиот тим на СДСМ денес објавува нова бомба. Банкарот на Вучич стана банкар и на Мицковски. Пред само 2 месеци Српската Алта банка ја превзеде Стопанска банка АД Битола. За тоа согласност дал Трајко Славевски, гувернер на НБРМ. Ова значи легален влез на сомнителни финансиски текови во Македонија и отварање врата за можно перење пари. Како тоа? Европската централна банка има превземено ваков ригорозен чекор,
а Трајко Славевски и НБРМ без размислување го дозволиле превземањето во Македонија. Зошто не биле повнимателни? Особено што станува збор за банка од понизок ранг. Еве го сценариото на кое предупредувавме. Оваа трансакција е нераскинливо поврзана со финансиско-политичката мрежа на владеачките структури во Србија со Христијан Мицковски и ДПМН. Дали ова значи отварање на патот за селење на сомнителен капитал и влијание во Македонија? Бараме финансиското разузнавање и финансиската полиција да отворат истрага за ова крајно сомнително превземање. Дали СДСМ е опозиција во Србија или во Македонија, праша владеачката ВМРО-ДПМН во реакција на оваа пресконференција. Навистина сме вчудо невидени. СДС живее во паралелен универзум. Денес тоа и се потврдува. Генералниот секретар на СДС денес на пресконференција излезе и објаснуваше за тоа дека банка од Србија купила банка во Македонија. Повеќе од 10 дена СДС сака да продаде некаква приказна за српски свет во државата, но тешко им оди. Не ја научија лекцијата кој им ја одржаа граѓаните, а на следните избори добро е ако имаат и 100.000 гласови. Прашањето кое го поставуваме е дали СДС е опозиција во Србија или Македонија и зошто се толку обседнати со наша соседна држава. Дали има нешто кое што Заев и Филипче го кријат од јавноста во Македонија за некаков бизнис во Србија, па затоа се гласни. Дали преку нашиот северен сосед Заев купувал акции во индиска авиокомпанија, чии банкарски интереси во Македонија штити. Налагите на СДС им се кратки нозете. Бомбите што ги промовираат, освен дим и чад, не пукаат, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Родовата еднаквост не е избор, туку европски стандард, предуслов за демократско општество, силна економија и кохезија меѓу граѓаните, рече министерката за енергетика Сања Божиновска во своето обраќање на конференцијата. Родовата еднаквост како камен темелник за пристапувањето кон Европската унија, што се одржува денеска во Скопје. Конференцијата е посветена на улогата на родовата еднаквост како клучен елемент во процесот, а настанот ги обедини институциите, експертите, меѓународните организации и граѓанскиот сектор со цел да се разгледаат предизвиците, обврските и можностите за интегрирање на родовата перспектива во сите фази од евроинтеграциите. И покажуваме дека институциите можат и мораат да бидат двигател на еднаквоста. Денес зборуваме за енергетиката, сектор кој не е само технички систем или економска гранка. Тоа е политички столб на европската интеграција. Зелената агенда, енергетската унија и поглавјето 15 од енергетиката не се делови само од преговарачки поглавја, туку тоа се механизми низ кои ја обезбедуваме иднината на нашата економија и нашата независност. Во денешната конференција сакаме да постигнеме една главна цел, а тоа е да ги засилиме нашите заеднички напори за целосно интегрирање на родовата перспектива во нашиот евроинтеграцијски процес. Денес овде ќе зборуваме од позиција на заменик министерка за европски прашања, но во улога на жена која што е мајка, сопруга и промотор на женските права секогаш и секаде. А Централниот регистар и Царината денеска подпишаа меморандум со кој што значително се поедноставуваат процедурите и за нивното меѓусебна комуникација, меѓутоа и за комуникацијата на граѓаните со овие институции. Ги имаме изјавите од таму. Хартиените потврди за царински долг, кои се потребни за упис и промени на правниот субјект во Централниот регистар, стануваат минато. Централниот регистар со само еден клик ги добива овие податоци од Царинската управа електронски во реално време, што за фирмите и граѓаните значи заштеда на време и ресурси. Практично ќе се скрати периодот на добивање на потврдата. Ако претходно беа потребни неколку дена да се добие таа потврда и да се патува од другите градови тука во Скопје, сега благодарејќи на оваа надградба ќе се овозможи електронско поврзување и добивање на потврдата практично за неколку минути. Значи, ова е првата фаза од надградба на системот, едношалтерскиот систем. Втората фаза, со која што ќе продолжиме ние како координатор во овој дел, е надградбата во однос на документите кои што се добиваат од Управата за јавни приходи, тоа е потврдата за платени даноци и придонеси.
Се повеќе странски студенти студираат на Штипскиот универзитет. Нашиот штипски дописник јавува дека најбројни се турците, но има и многу студенти од други држави. Како главна причина за зголемениот интерес е воведувањето на студиски програми на англиски јазик. Трајан Ристовски е нова тема. Турските студенти и годинава се најбројна група меѓу странците кои студираат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, а расти интересот од соседните земји. Универзитетот ја задржува тенденцијата на интернационализација, особено преку студиските програми што се реализираат на англиски јазик. Доминантниот интерес за медицинските науки во претходните години е заменет, што според раководството е резултат на модернизираните курикулуми и зголемената побарувачка за IT кадарот. Имаме студенти од соседна Србија, од Бугарија, од Грција, најголем број од студентите се од Турција, меѓутоа полека се менува на структурата на на студентите. Имаме околу 180 активни во прва година нови студенти на повеќе студиски програми. Има една карактеристика што прво беа фокусирани само на медицинскиот, меѓутоа на општа медицина, меѓутоа сега имаме многу студенти, да не кажам и најголем број на факултетот за информатика, на студиската програма на англиски јазик. Програмите на англиски јазик се покажуваат како најважен фактор за нивна успешна интеграција во наставата и студентскиот живот. Тие успешно се интегрираат во сите процеси, посебно на студиските програми на англиски јазик, ја нема таа јазична бариера, немаат потреба да учат македонски или учат македонски во директна комуникација. На овој начин УГ да се позиционира како отворена и конкурентна институција за студенти од различни земји, со јасна цел да го засили меѓународниот профил на универзитетот. За Сител, Трајан Ристовски. Овој блок од нашата дописничка мрежа го завршуваме во Прилеп, каде на големо течат подготовките за градската слава Свети Никола. Нашиот дописник Дарко Штарговски е новаа тема. По 20-ти јубилеен пат Прилеп на 19 декември ќе го одбележи својот патрон празник, заштитникот на градот, градската слава Свети Никола. Годинава домаќини се две прилепски компании. Како и секоја година, одбележувањето започнува со божествена литургија во црквата Свето Благовештение, а потоа се прережува славскиот колач во центарот на градот. Се враќа и традиционалното виткање на сарми од прилепските домаќинки. Го враќаме традиционалното виткање на сарми. Има неколку здруженија на жени. Со тоа сакаме да дајме акцент сепак на традиционалните вредности кои што некако на сите ни фалат последно време во нашиот град и во државата. Сакам со голема чест да ги поканиме сите на 19 декември, да обележиме традиција и да го прославиме Свети Никола, заштитник на нашиот град. На плоштадот ќе бидат поставени шатори, ќе има греено вино и ракија за секого, како и постна трпеза составена од постните сарми, граф и риба. Нема да има поделби како другите години, туку сите, и домаќините, и гостите, заедно со народот, ќе седат сите на една иста маса на отворено. Да си ја продолжиме традицијата која што на сите ни значи, преку тоа покажуваме дека градиме заедништво, го имаме заедништвото и само дополнително го зајакнуваме и во име на религијата, но и во име на оној социјален аспект, дека навистина овој град заслужува да има ваков ден и по овие 20 години сме покажале дека сме единствени по тоа. Има музички групи, соло пејачи, изложби, спортски надпревари со хуманитарен карактер и така натаму. Годинава ќе не забавуваат тајфата, а во Центарот за култура Марко Цепенков во ликовниот салон е поставена, од лани се врати, значи, изложбата на икони, која што е насловена уметниците во чест на Свети Никола. Инаку градската слава во Прилеп се воведе во 2006 година, бидејќи половината од жителите за куќи на слава го имаат Свети Никола, а другата половина од граѓаните им одат на гости. За Сител, Дарко Штарговски.